Ве поздравувам во името на нашиот Господ Исус Христос и на ова неделна богослужба. Дојдени сме, верувам, секој од нас што дошол во оваа просторија, дојдени сме тука за средба со Бога, за средба со Христос и дури потоа за средба едни со други. А на оваа средба ние сакаме Божјото присуство да го почувствуваме, ние сакаме Неговата светлина да ја видиме, ние сакаме Неговиот глас да го слушнеме и ние сакаме да не земе во Неговата преградка. Тука сме на оваа земја и во оваа земја и на овој свет нештата се такви од мигот кога одделувањето од Бога се случило со нашите родители, прародители Адам и Ева. Но истовремено во молитвата Оче наш молиме да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Затоа сме ние денеска тука. Да биде како на небото, така и на земјата. Ние сме тие луѓе кои го повикуваме Христос тоа да го оствари преку нашите животи. И затоа, чекајќи го тој миг, кога тој во целост ќе го оствари токму она за кое што ние копнееме, ние неуморно ќе сведочиме, неуморно, богобојазно и христолико ќе живееме. И затоа, со таква песна ќе ја почнеме оваа богослужба. Со бројот 46, името Исус. Звучи пресладко Исусовото име на земјата и небото, помило нема име. Што нема нигде во цел свет подрагоцено име. Знај име што е дадено во ангелскиот гласник. И кај го објави за Спасител на светот. И царот да му пееме, да славиме од срце. Што нема нигде по цел свет подрагоцено име. И кога висеше на крст, напиша на него, тоа е Исус и што се жртвува за
светот. И јас сега му пеме, да славиме од срце, што нема нигде по цел свет, по драгоценно име. А сега на небесен трон пак Исус владее сам. Ако прости се спремене и вечност ни даде. На царот да му пеме, да славиме од срце, што нема нигде по цел свет, по драгоценно име. Да преку тоа име сме откупени по милост, за секогаш ке остане име што носи радост. На царот да му пеме, да славиме од срце, што нема нигде по цел свет, по драгоценно име. Амин. Ќе ве замолам да станеме на молитва и да прочитаме мал дел воведен од Светото писмо пред да одиме понатаму со другите песни и богослужбата. Небесен Татко, ги отвораме нашите срца, умови, души, нашите тела, нашата волја пред Тебе и сакаме Ти да бидеш присутен. Ти да го помазаш овој час и секој од нас тука поединечно и сите нас заедно. Ние Те молиме, одговори ги молитвите кои ги молиме секој ден. И Те молиме, Господе Боже, нас преобразувај нас не секој ден. За да можеме и ние да покажеме на овој свет околу нас сведоштво дека Те следиме Тебе, дека одиме по тој пат, дека сме ја почнале патеката тесна, слушајќи го Твојот глас, дека признаваме дека Ти си добриот пастир, дека Ти си вратата низ која што влегуваме, дека Ти си леп на животот, дека Ти си живата вода, дека Ти си светлината на светот, дека Ти си пат, вистина и живот, дека Ти си лозата, дека Ти си наш пророк и наш свештеник и наш цар и над се и наш Бог. Приоѓаме кон Тебе. Единствениот начин како можеме тоа да го направиме е затоа што Ти стана човек. И овие денови меѓу воскресението, Великден и вознесението, Господе, се сеќаваме на целоскупното Твое сведоштво, за Твојот живот, за Твојата смрт, воскресение, но и овие 40 дена во кои што поучуваше и покажуваше дека сакаш Твојата црква да остане тука, водена и помазана од Светиот Дух. И затоа јас Те молам, Господе Боже, и денеска во овој миг,
во недела кога се сеќаваме на Твоето славно воскресение. На секој од нас да ни помогнеш прво да се сетиме и да се утврдиме во овие вистини. И второ, да чекориме во нив и да ги живееме. Во името на Исус Христос те молам. Амин. Додека така стоиме, јас ќе прочитам еден краток стих или два, и потоа ќе продолжиме со богослужбата. Тогаш Господ и рече на жената: зошто го направи тоа? Жената одговори: змијата ме измами и јадев. На змијата и рече Господ Бог: затоа што си го направила тоа, проклета да си меѓу сите животни и сите полски ѕверови. По мешечки ќе се влечеш и прав ќе јадеш се до крајот на својот живот. И ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот нејзин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата. Амин. Повелете, седнете. Овие стихови што туку ги прочитав, звучат многу страшно и звучат многу трагично. И се страшни и трагични се. Ова е последицата на она што се има случено откако нашите прародители паднаа во грев и се одвоија самите себе си, а со тоа и целото човештво од заедништво со Бог. Но Бог не би бил Бог таков каков што е, таков каков што е објавен. Ако дури и во најтешкиот миг, и во најстрашната осуда или поточно објаснување на последиците на гревот, не вметнеше највеличествено ветување. Во 15-тиот стих, во ова 3 поглавие, каде што Бог објавува војна меѓу жената, поточно нејзиниот пород и змијата. Ова уште од најраната црква се смета за првото ветување дека Христос ќе се појави на оваа земја. Змијата ќе се обидува постојано да го касне за пета и постојано ќе мисли дека го уништила. А тој пак со својата пета ќе ја смачка главата, што беше недвосмислено прикажано на крстот, во гробот и потоа на Христовото воскресение и неговото вознесение. Се разбира, ние секоја недела се сеќаваме на ова, но денеска ми е посебно важно да нагласам, бидејќи темата на која што ќе говориме е токму таа. Ќе се фокусираме на Христос, кој е син на живиот Бог, ветен уште во мигот кога проклетството го почнува својот ефект врз целото човештво. А сега ние ќе продолжиме понатаму со песната број 235. Песна 235. Toy me
Стиховите кои се определени за денешното размислување од Светото Писмо се наоѓаат во Евангелието според Матеј во 16-тата поглавие и ќе читаме од 13-тиот до 20-тиот стих. Еве што ни има таму запишено евангелистот Матеј. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: што велат луѓето за мене, синот човечки? Тие одговорија: едни дека си Јован Крстител, други Илија, а некој Еремија или еден од пророците. А тој пак им рече: а вие, што мислите, кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот татко кој е на небесата. А јас тебе ти велам, ти си Петар и на тој камен ќе ја изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство и што ќе сврзеш на земјата ќе биде сврзано на небесата. Што ќе разрешиш на земјата ќе биде разрешено и на небесата. Тогаш Исус им заповеда на учениците своји да не кажуваат никому дека тој е Исус Христос. Амин. Ова е имаме многу драматични моменти опишани во Светото Писмо. Ама ово е посебно драматичен момент. Ова е миг во кој што Христос одвојува време да седне со своите ученици и да ги погледне очи во очи. Да ги праша едно од живот важно или животно важно прашање. Прашањето е: кој сум јас? А одговорот кој Петар го дава и за кој што Христос потврдува дека е точниот одговор е дека тој е Христос или Божиот помазаник, син не само на Бог, туку има ова е убава важна формулација да се сетиме на неа. Вика: ти си Христос, син на живиот Бог. Оној единствен Бог кој е жив и кој навистина постои. Ако го читаме целото Евангелие на Матеј, кој има 28 поглавија, ова некаде доаѓа кон самата средина на ова поглавие според содржина. И ова се смета од сите толкувачи на Новиот Завет, од сите толкувачи на Евангелието според Матеј, дека овој миг е пресвртница, се смета за пресвртница во Евангелието според Матеј. Дотука Христос градел или развил една представа, едно учење и давал една определена насока. Но во овој миг се случува таква пресвртница што сето она што следи од 16-тото поглавие натаму служи да го објави, да го потврди и да го расшири токму овој одговор кој го дал Петар. Клучната пресвртница во Евангелието е клучното прашање кое Христос го прашува, а тоа е прашање на идентитетот на Исус Христос. И јас верувам дека секој од нас тука може, што ми ја започнал својата патека и својот пат со Исус Христос, да се сети токму на таа пресвртница. А пресвртницата е да одговориме на Христос дека тој е син на живиот Бог, поточно да го препознаеме, да го признаеме и да го прославиме неговиот идентитет. Ова, кога Христос ги прашува кого велат луѓето дека е синот човечки, ова не е обично информативно прашање. Христос не го интересира некакво мало озборување дома со на кафе или пред кооперацијата. Кој е тај човек, бе? Одека иде? Не. Ова прашање ја отвара темата за откривањето на вистинскиот идентитет на Исус Христос.
Ова е прашањето всушност на кое што сите генерации на дотогашниот израелски народ очекувале да се оствари. Бидејќи Исус Христос преку овој одговор што Петар го дава, означува дека тој е исполнувањето на сите желби и копнежи и ветувања и пророштва дотогаш во Светото Писмо. Особено поврзани со книгата на пророкот Даниел. А посебно тоа е поврзано со поглавието 7. Тоа е стриктно поврзано со она што во тоа време евреите го очекуваат за Божиот помазаник и што тој ќе направи и како тоа ќе се исполни. Тоа е еден дел од пресвртницата. Вториот дел од пресвртницата на ова прашање и на овој одговор е почетокот на јавното истражување. А кој е овој? Кој е Исус Христос? Бидејќи не е само дека учениците си поставуваат такво прашање, туку очигледно широк круг на луѓе, почнувајќи од најшироките маси, па се до раководството, и религиозно, и политичко. Прашањето се поставува: кој е овој? Кој е Исус? Народот чувствува дека Исус е необична фигура, но се уште не разбира целосно кој е тој. И затоа Исус се врти на кај своите ученици со кои што поминува толку многу време, кои што ги избрал секој поединечно и на секој поединечно му кажал: врви по мене. Матеј оставија трафиката, излези од таму каде што наплаќаш царини и врви по мене. Следи мене. Христос ова го прави со секој од нив поединечно. И важно е да го запамтиме, бидејќи јас верувам дека Христос тоа го прави со секој од нас исто така поединечно. Неговото прашање е исто валидно, важно и е прашање на пресвртница, колку било важно тогаш, колку е важно и денес. Христос се врти и на кај секој од нас. И ни го поставува тоа прашање. Се врти на кај мене, се врти на кај тебе и вели: што велат луѓето? Кој сум јас? Одговорот е: едни велат Јован Крстител, други Илија, трети Еремија или пак еден од многуте пророци. Тука се спомнува и Еремија, што е многу интересно, бидејќи во другите евангелија Еремија како пророк не е спомнат. А Матеј како најмногу свртен, така да кажеме, ако ги гледаме евангелиите, кој е најмногу сака да порача нешто, кога е пишувано барем, е дека најмногу им се обраќа на евреите, битен елемент што го спомнува и ќе видиме зошто и самиот пророк Еремија. Но поред, прво да видиме што овде значи Јован Крстител. Кој е Јован? Јован е пророк на покајанието и подготовка за Месијата. Тој представува суд, повикува на покаяние и приближување на Царството Божјо. И се разбира, голем дел од пораката која Исус ја има да ја каже се состои во она што самиот Јован го најавува, но тој не е Јован. Тој не е само уште еден од многуте пророци, бидејќи Јован се смета практично за последниот, ако сакате, и старозаветен пророк. Бидејќи во Стариот Завет пророк првенствено не значи да предвидува што ќе се случи. Има такви елементи и тие се дадени за Бог да покаже, да ја покаже својата слава, да го покаже својот план. Но она што всушност е најглавната работа што пророците ја прават е да ги потсетат на луѓето кој е Бог. И да им го постават токму тоа прашање: кој е Бог, а што правите вие со него? И на овој начин Јован го поставува токму ова прашање во врска со Христос. Други пак велат дека му велат на Исус, други мислат дека си Илија. А Илија е исто така поврзуван во времето кога Исус живее. Сите евреи мислат дека Месијата нема да се појави пред да се појави Илија.
И многу често е поврзуван со тоа што тие го нарекуваат денот Господов, кога Господ ќе дојде да ја суди земјата. Но едно е сигурно. Народот гледа во Исус фигура што го најавува Божјото дејствување. И сега, некој од нив насетиле и уште нешто друго. Насетиле дека тоа е голем пророк, насетиле дека тој го најавува денот Господов, насетиле дека тој ја најавува Божјата слава и неговата семокност, но насетиле и уште нешто друго. Еремија. Некои велат дека ти си Еремија. На што асоцира Еремија? Асоцира Еремија на суд. Исто така. Цело време му назначува на народот Божиот суд доаѓа над вас. Не се надевајте на Ерусалим, не се надевајте на храмот, не се надевајте на тие работи затоа што тие се празни. Бог не е повеќе во нив. Но исто така укажува на нешто друго. Укажува на нов завет, тоа Еремија тоа го кажува, за ново срце и нов завет, во 29-то поглавие. Страдање, пророк кој е отфрлен од својот народ. И во ова гледаме едно целосно исполнување со самиот Христос. Народот насетува и гледа дека ово е Божи човек, но истовремено не му одговара се што му кажува и затоа не е сигурен дали целосно треба да му ја даде својата доверба. Исус го гледа пророк како пророк, но се уште не може да го види како вистински син Божи и не може да го види како спасител. И знаете, во светот, ако денеска разговараме со многу луѓе, Исус ќе влезе во листата на луѓе на кои што тие ќе им се воодушевуваат. Ќе влезе во листата на луѓе на кои што тие ќе кажат, да, Исус е важна фигура, но тој може би бил само голем пророк, може би бил само човек кој има да ни каже како подобро да живееме, но ништо повеќе од тоа. И тогаш се врти Исус на кај своите ученици и им поставува прашање кое пак ќе кажам, важно за нив, а за нас што сме живи денеска, уште поважно. А што велите? Кој сум јас? Ова е сега веќе личен одговор на нашата вера. Ова е премин од она што го мисли народот кон исповед. И тука неутралноста е невозможна. Тука не може да се каже, па да, Христос е син Божи, ама па што? И тука исто така верувам дека Христос, поточно Матеј, го извлекува ова прашање на Христос и вика луѓето, народот и вие. Контрастот меѓу луѓе и народ е тука многу силен и е всушност намерен. Прашањето бара лична и заедничка исповед. Не е доволно Исус да биде учител, морален пример и пророк. Ова прашање е моментна одлука. Кој е Исус Христос во мојот живот? Кој е Исус Христос во твојот живот? И кога Христос го доаѓа до тебе и го поставува ова прашање и вика, а што велиш ти, кој сум јас? Кој е одговорот што јас, ти и ние ќе го дадеме? Петар можеме да го обвиниме за многу нешта во Новиот Завет. Но тука можеме да видиме дека дел од неговиот темперамент поточно доаѓа до израз на убав начин. Другите молчат, се уште пресметуваат што да кажат, другите ученици. А Петар се обврзува. Петар се обврзува, се врти на кај Исус и вика, ти си Христос, ти си Божиот Месија, ти си Божиот помазаник, ти ги исполнуваш сите пророчки очекувања. Ти, Христе, си центарот на Евангелието. Не 10 Божи заповеди. Не заповедите од 5 книги на Мојсей. Не пророчките книги. Христе, ти си центарот на Евангелието, што не е некоја друга книга, туку ти си центарот на добрата вест. Ти си центарот на Божјата објава што сака да направи со целиот свет преку неговата црква. Значи, ова е исповед, е врвот и почетокот на вториот дел од Матеевото Евангелие. Тука доаѓа врвот на она што треба да го знаеме за Христос, а тоа е дека Христос
е Месија. Исус е Христос и Месија и тој е син на живиот Бог. Ово е тој кој го најавиле сите пророци. Исто така не е неважно да се спомне дека Петар вели, не вика само ти си Месија, ти си Божи помазаник, син на Бог, туку вика ти си син на живиот Бог. Да не заборавиме дека односот кој го градиме, ние не го градиме само со некаква безлична сила, која ја има моќта да го направи нашиот живот подобар, полесен, поудобен, долг. Што било, не е важно. Овде тука што е многу битно е син на живиот Бог, е дека ова е Бог кој сака да разговара со нас. Ова е Бог кој вика целиот свет е нешто што јас го пошто копнеам, целото човештво, ама не само како една голема маса која треба да се собере пред мене и да вика на цел глас дека ме слави. Она што мене ме интересира е ти. И сега секој од вас нека си го стави своето име. Денеска Бог доаѓа до секој од нас тука што стоиме или што седиме во оваа просторија или тие што можеби не гледаат сега во моментот на екран или ќе не гледаат на екран подоцна. Прашањето е следно. И името го поставува. И вели, ти како се викаш? Како е твоето име? Јас сум заинтересиран за тебе. Јас сум жив Бог. Јас сум Бог кој сака да има живо заедништво со тебе. Јас сум оној кој решава да дојде блиску до тебе. И видете сега што се случува. Откако Петар го исповеда и вели ти си Христос, син на живиот Бог, Христос се врти на кај него и му кажа, не му вика браво Петре. Не му вика така. Му вели вака. Телото и крвта не ти го открија тоа. Верата е откровение. Човечката мудрост не е доволна. Таткото е извор на вистинската исповед. И кога ќе се каже тело и крв, тоа е израз на оно што се вика семитски или поточно така да кажеме во тоа време еврејски израз за човечка природа и за човечко знаење. Ние не можеме без Бог да се објави да стигнеме до Него. Верата од Бога ни е откровение. Телото и крвта не можат да ни го откријат тоа. Исповедта на Петар е Божи дар. Ама како е Божи дар? Божи дар е со тоа што Бог веќе се отелотворил, стои во тело пред Петар и го поставува ова прашање во откровение и Петар на тој начин одговара. Никој од нас не може да свати кој е Христос без Христос да ни се објави. Но Христос сака да ни се објави. И апостолот Павле во 17-та глава во Дела апостолски кога им зборува на атењаните вели дека Бог всушност не е далеку или е близко до секој од нас. И тој сака да биде откриен. Тој се објавува и тој сака да биде најден. Денеска Христос стои пред секој од нас. Може да сме биле во црквата цел наш живот. Но кога ова прашање се поставува, тоа прашање треба да се одговори секој ден. Кога ќе се разбудиме наутро, прашањето со кое што се очуваме е кој сум јас? И кој ќе биде нашиот одговор? Дали ќе биде ти си Христос, Божиот помазаник, син на живиот Бог, или пак ќе биде ти си моето помагало, или пак ти си мојата желботека, или пак денеска не ќе да разговарам на таа тема, имам поважни работи. Секој ден. Прашањето е исто. И Бог го очекува од секој од нас. И Христос му вика на Петар, чие име во превод всушност значи камен или карпа.
Вика, на оваа карпа ќе ја изградам мојата црква. И од ова што јас го читам, како јас верувам и една голема, така да кажеме, група низ историјата на црквата и до денес, теолози и толкувачи на Светото писмо, како ние размислуваме на оваа тема е следното. Што е карпата во ова? Сигурно не Петар како човек. Само пред малку Исус му вика, тело и крв тоа тебе не ти го откри. Воопшто не. Што е карпата? Всушност Петар ја дава колективната, поединечната и колективната исповед која треба секој од нас како црква на Христос да му ја даде. А црквата карпата што е? Тоа е исповедта на овие апостоли. Тоа е апостолското исповедање на секој од овие апостоли. А како исповедале апостолите, да ве прашам? Да се сетиме. Сите до еден завршуваат маченички, вклучувајќи го и Јован, кој ќе заврши на поинаков начин, можеби нема да биде директно убиен, но ќе страда заради своето исповедање во Христос. Значи, карпата не е еден човек, бидејќи единствената карпа е Христос. Но карпата во овој случај не е еден човек. Карпата во овој случај е исповедта која ние поединечно и заедно ја даваме и му викаме: Ти си Христос, Син на живиот Бог. А врз основа на ова исповед што се случува? Што ни ветува Христос со ова? Како продолжува стихот понатаму во 16-тиот и 17-тиот стих вика: Тело и крв тоа не ти го открија, туку мојот татко кој е на небото. И вика: А јас тебе ти велам, ти си Петар, на тој камен ќе ја изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладе. Христијаните низ историјата на црквата сите вистински победи ги добиле преку пораз. Преку исповед и преку одбивање да се користат световни методи за да се постигнат световни резултати. И тоа е вистинската победа. Вистинската победа на црквата и победа над адот не е ништо друго, туку исповедањето и животот на таа црква, дека Христос е Син на живиот Бог. Со таа исповед цела една империја беше превртена наопаку. На друго место Христос сака да ме подсети, но кога ќе дојде Синот човечки пак, дали ќе најде таква вера? А таа вера, вклучувајќи тоа што го кажува за жената која молела и чија вера тој ја пофалува, а токму тоа е всушност поврзано, таа вера е поврзана со апостолската исповед. Значи, карпата на која што ние, во смисла на црквата каде што стои, е карпата на нашата исповед, поточно повторно Христос, бидејќи тој е помазаникот Божи, Син на живиот Бог. Целата црква е изградена врз исповетта за самиот Христос. И видете што вика Христос. Во оригиналот тој сака да каже: тоа е моја црква, оваа црква ми припаѓа мене. И при тоа не мисли на зидовите, не мисли на прозорците, не мисли на покривот, на камбаната. Мисли на луѓето. Мисли на оние кои се повикани од светот да го дадат овој одговор: кој сум јас? Што мислите вие? И секој од нас кој го дал одговорот: Ти си Христос, Син на живиот Бог, припаѓа на она што Христос за себе го нарекува мојата црква. И ова е прв пат да се појави зборот црква во Евангелието според Матеј. А што е црквата? Црквата е исполнување на пророкот Осија. Во втората глава, првиот стих, таму тој што зборува за црква, кога ја нарекува црква или Божје собрание. Тој така Осија го нарекува новиот или обновениот Божи
народ. Преку нас, сите ние што сме одговорили на ова прашање, ти си Христос, син на живиот Бог. Христос ја гради својата црква и преку тоа Бог го продолжува својот план, кој никогаш не го сменил. А тоа е да го спаси светот. И ние, по Божја благодат, ја имаме таа привилегија да учествуваме во тоа спасување на светот. Ние не го спасуваме светот. Самите сме спасени. Но преку Божјата благодат, ние стануваме средство на неговото спасение. И вика, портите на адот. Портите на адот нема да ја надвладеат. Не постои смрт, не постои сатанска сила, не постои прогонство, не постои тага и болка која може да го надвладее Христос, помазаникот Божи, кој е син на живиот Бог. Тоа е вистинската победа на црквата. Може би некој од нас во овој миг се соочуваме со работи кои ни изгледаат премногу големи, премногу тешки, премногу мачни и претешки за какво било решавање. И може би ништо од тоа нема да се разреши. Само да ја погледнеме историјата на црквата. Но тоа е многу помалку важно од нешто друго. А тоа е во нашата вера во Христос. Портите на адот нема да ја совладаат оваа црква, но која црква? Црквата која секој ден го дава одговорот. Христос, син на живиот Бог. Портите на адот, портите на злото, портите на смртта. Црквата обстанува, знаете ли зошто? Затоа што Христос е жив, бидејќи е син на живиот Бог. Црквата е жива затоа што Бог е жив. И црквата е мокна против портите на адот, затоа што Бог е жив и семоќен. И ние го чекаме тоа славно појавување. Но живееме во тој живот која надвладува секое зло и секоја смрт. Ке ти ги дадам клучевите на царството. Вау, како тоа звучи. Знаете, кога некој голем човек со огромни заслуги, сега слушам, многу градови го има тоа, но веројатно еден од најмокните градови во моментов во целиот свет би бил Њу Јорк. И од време на време ќе слушнеме дека градоначалникот на Њу Јорк, не знам на кого, некој банкар голем, не знам каков човек и не знам што, постигнал не знам како, ќе му го даде клучот на градот Њу Јорк. Ќе му го закачи околу вратот. За посебни достигнувања. Не ви треба тој клуч. Христос ни ветил нешто многу повеличествено. Тебе лично, денеска, тебе ти се обраќам. Поединечно на секој од тука присутните. Тебе, ти. Христос ти ги дава клучевите на царството. Да врзуваме и да разрешуваме. Но што да правиме? Вика, што ќе врзде тука, ќе биде врзено и на небото и така натаму. Што ќе разрешите? Каква е таа мок? Повторно да се сетиме назад, да се вратиме. Тоа е мокта на тоа дека сме пресведочени и уверени дека Христос е син на живиот Бог. Всушност, кога зборуваме за врзување и разрешување, тоа е начин на кој што еврејските рабини, или поточно еврејските учители, го користеле да укажат на јазик на авторитет. Кога нешто ќе кажеш, тогаш тоа е кажано. Зборот ти тежи. Но црквата не владее политички.
туку црквата владее преку радосната вест дека Исус Христос е Син Божи. А со што се поврзани клучевите? Клучевите не се поврзани со престиж, не се поврзани со каков било преовладување во светот. Ајде да се подсетиме со што се поврзани клучевите. Клучевите се поврзани со простување, клучевите се поврзани со објава на спасение и клучевите се поврзани со повик на вистина да припаѓаме на црквата и да го следиме Христос, а не тој да ни биде само некаква многу добра и многу згодна, ама сепак алтернатива. Христос да го следиме. И конечно, Христос се врти нека неговите ученици и им вика: не кажувате на никого дека јас сум Христос. И ова е сега малку контрадикторно, зар не? Ова всушност се објаснува со она што се нарекува месијанска тајна. Всушност Христос е свесен дека многу луѓе имаат погрешни очекувања од тоа што Месијата треба да донесе. Народот се уште не разбира што значи Христос, Божиот помазаник. Но без крстот и воскресението, титулата може да биде злоупотребена политички. И така, следниот дел од Евангелието веднаш води кон што? Да видиме што пишува тука, само еден стих понатаму. На кај што води следниот дел на Евангелието? Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците, и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. Што ќе го каже ова? Следи ова објава што Христос им ја дава на неговите ученици. Стоиме денеска пред Христос, кој е Син на живиот Бог. Тој е таков од почетокот и пред создавањето, тој е таков низ целата историја на човештвото, тој е таков денес и тој е таков за целата вечност. Прашањето е, каков е тој за мене сега и тука? И кога Христос го поставува тоа прашање до мене и до тебе, кој ќе биде нашиот одговор? Дали ќе помислиме на Јован, на Илија, на Јеремија, на еден од пророците? Или пак ќе кажеме: ти си Христос, Син на живиот Бог. Амин. Господе Боже, те молиме да не благословиш, те молиме да не исполниш и те молиме да не помазаш. Во името на Исус Христос. Амин. Ќе испееме сега и последната песна. Број 135 или 155, не можам точно да видам. Секој друг те
во опасност. Во Исус имам сигурност. И тогаш ми е утеха. Знам Исус не се менува, но на твој камен стојам јас, на Исус Христос, мојот спас. Секој друг темел песок е. Се друго ме разочара, несигурност ми создава. Божиот завет вечен е, тој цврста моја надежен. Но на твој камен стојам јас, на Исус Христос, мојот спас. Секој друг темел песок е. Кога ќе слушнам трупен глас, знам Исус иде во тој час. Пред Божи престол ке стојам, во Исус сосем оправдан. Но на твој камен стојам јас, на Исус Христос, мојот спас. Секој друг темел песок е. Верувам децата имаат сега тие да ни кажат што научиле на денешниот час библиски за нив. Достоен си, Господи, да примиш славата, честа и силата, зашто Ти си создал се. Откровение 4:17. Амин. Амин. Ние завршуваме оваа богослужба денеска. Во среда има молитвен час тука во оваа заедница и идната недела на богослужбата во 10 часот пасторот Маријан ќе биде тој што ќе ја води богослужбата. До тогаш мир Божи со сите вас и Бог нека не води во одговорот кој секој ден ќе му го даваме, а тоа е Ти си Христос, жив, син на живиот Бог. Ќе замолам да станеме.
за благословот. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог Таткото и заедништвото на Светиот Дух нека бидат со вас и со нас сега и за секогаш. Амин. Амин.